Нема воена закана за сојузниците на НАТО, но има зголемување на тензиите, особено на северот на Косово. Безбедносните прашања, војната во Украина и кризата на Блискиот Исток биле темите на кои разговарале генералниот секретар Јенс Столтенберг и лидерите на НАТО сојузниците од регионот. Авторитарните држави како Русија го загрозуваат нашиот демократски капацитет, а има и сајбер закани, рече шефот на НАТО. Алијансата е загрижена за последните случувања во Босна и Херцеговина и Косово, поради тоа, вели Столтенберг, преку диалог треба да се надминат регионалните конфликти. На Косово го зголемивме нашето присуство со околу 1000 дополнителни трупи и со потешко вооружување и секако ние сме предпазливи, одблиску ја наблюдуваме ситуацијата. Укажувањата за тоа како треба да се стабилизира соседството и проценките на НАТО ги слушна македонскиот премиер Димитар Ковачевски, колегите од Албанија Еди Рама, од Црнагора Милојко Спајич и хрватскиот председател Зоран Милановиќ. Ковачевски повтори дека безбедносната ситуација е стабилна и дека не постојат индиции за нејзино нарушување, но не заборави да потсети дека пречката на евроинтегративниот пат се уставните измени кои зависат од пратениците. Наша домасна задача е да продолжиме да работиме забрзано и посветено до целосно интегрирање и во Европската Унија, како што тоа го направивме со интегрирањето во НАТО алијансата. Членството во Европската Унија е наша цел и ние немаме друга алтернатива. Дали ќе бидеме таму набрзо, сега зависи само и единствено од нас и одлуките кои ние треба да ги донесеме во нашето собрание. Рама истакна дека мирот во регионот е кревок и затоа е важно заекнувањето на стабилноста како стратешка цел на сите земји од соседството. Побара НАТО да ги зголеми силите на Косово, но и да ја обезбедува границата со Србија. Укажав на неопходноста да се зголемат бројот на силите на НАТО во Косово и на неопходноста да се гарантира границата меѓу Косово и Србија, граница која што фактички е вон контрола и е во служба на илегални активности. Рама имаше и предлог за почести средби и со земјите кои не се членки на НАТО, а во тоа поддршка доби од хрватскиот председател Зоран Милановиќ и црногорскиот премиер Милојко Спајич порача НАТО да остане посветен на одржување на мирот и стабилноста во регионот, а Црнагора велики игра конструктивна улога во одржувањето на таа цел и продлабочувањето на меѓународната соработка.